Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Уапсен Бујар Дардишта, поранешен висок функционер од ДУИ кој раководеше со управата за водење матични книги и СМ дистрибуција. Со умисла не го собирале ѓубрето во Скопје. Обвинителството поднесе обвинение за поранешниот директор и управителот за отпад во комунална хигиена. Шилегов побара оставка од Филипче. Тој го обвини дека одработува за ВМРО ДПМН под уцена за приватни проблеми и долгови. Оставки поднесоа двајца председатели на општинските организации на СДСМ. Скопје повторно е вице-шампион по загаден воздух во Европа. Струмица и Кичево се под посебни мерки поради алармантното ниво на PM10 честички. 4000 смртни случаи годишно поради пушење. Просечен пушач за една година троши повеќе пари за цигари отколку за здравствено осигурување. Вејповите и електронските цигари најголем тренд кај младите. Хаос во албанскиот парламент. Опозицијските пратеници се судрија со обезбедувањето, фрлија димни бомби и запалија постер со ликот на Еди Рама. А во тема на денот вечерва за реформите во СДСМ и повиците за оставка разговараме со новата подпредседателка на партијата Јована Тренчевска. Останете со нас. Поранешниот висок функционер од редовите на ДУИ Бујар Дардишта е приведен во последната акција на полицијата и обвинителството. Според засега неофицијалните информации се работи за поголема група осумничена за корупција и економски криминал. Дардишта беше директор на управата за водење на матични книги, но и на СМ дистрибуција, но истражните органи засега не откриваат детали за случајот. Уапсен е поранешниот висок функционер на ДУИ Бујар Дардишта. Со него се уапсени уште десетина лица кои според неофицијалните информации се дел од организирана криминална група осомничена за корупција и економски криминал. Дардишта е поранешен директор на управата за водење матични книги, а по директорското место беше именуван и за управител во СМ дистрибуција, кој управува со топловодната мрежа за парно грејење. Од обвинителството за гонење организиран криминал и корупција треба да соопштат поради која функција која извршувал Дардишта е уапсен. Но оттаму засега само вела дека под раководство на јавен обвинител од ОЈО-ГОК, полициски службеници од Оделот за созбивање на организиран и сериозен криминал при БЈБ и МВР од Нокеска спроведуваат активности на повеќе локации во Скопје и Куманово поради постоење на основано сомнение за сторени кривични дела од финансиско-економска природа. Министерот за внатрешни работи потврди дека Дардишта е уапсен, но не сподели детали бидејќи активностите на полицијата и обвинителството се уште траат. Имаме превземено действија кои што се во насока на лишување од слобода на лицето кое што го споменавте и ќе продолжиме да постапуваме согласно наредби на судија на претходна постапка и секако во координација со надлежното јавно обвинителство. Според неофицијалните информации, по претресите се пронајдени одземени пари во различни валути, мобилни лаптопи, хард дискови, како и финансиска документација. Дардишта беше познат во јавноста откако само во 2019 година, додека беше на директорското место, во управата за водење матични книги беа издадени речиси 22.000 погрешни изводи, а Државниот завод за ревизија истата година утврди дека издадени биле речиси 95.000 изводи, повеќе од заведеното во евиденцијата. Имаше сомнежи на антикорупцијската комисија дека за време на неговото директорување, кога се вршела дигитализација на матичните книги, имало тргување со илјадници лични информации на граѓаните, но тогаш Дардишта ги негираше наводите. Тој беше и адвокат на обвинетите за диво населје. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Истрагата покажала дека ѓубрето во Скопје не го собирале со умисла, па обвинителството поднесе обвинение за поранешниот директор и управителот за отпад во комунална хигиена. Градоначалникот на Скопје очекува истражните органи да имаат полни раце работа во ова јавно предпријатие. Обвинителството поднесе обвинение против поранешниот директор на комунална хигиена Сабахадин Рустеми и управителот за отпад во предпријатието Аки Саити. Се товарат за сторено кривично дело за грозување на животната средина и природата со отпад. Според истрагата, во текот на октомври, обвинетите со умисла не ги почитувале законите, бидејќи не ја извршиле својата основна дејност за редовно собирање на ѓубрето и не побарале измена на оперативниот план и програма, овозможиле да се создадат депонии околу контејнерите. Дополнително, Рустеми постапил спротивно на статутот и не ги спроведувал одлуките на управниот одбор.
Како директор на јавното предпријатие, кое е давател на комунална услуга, бил должен, но сепак давањето на комуналните услуги не го вршел постојано и квалитетно и не се грижал да ги одржува во функционална и исправна состојба, објектите, опремата и уредите. Бидејќи истрагата е завршена, обвинителството побара, а попладнево судот одобри притворот да им биде заменет со мерки на предпазливост, а за управителот за отпад и привремено отстранување од работното место. Градоначалникот на Скопје Ѓорѓиевски вели дека истражните органи ќе имаат многу работа во комунална, но и во останатите јавни предпријатија. Рече дека им стои на располагање на институциите да им ги даде сите потребни документи. Овој народ сака правда. И овој народ беше доведен во состојба да живее во депонија месеци наназад, допред да се промени локалната самоуправа во градот Скопје. Многумина во минатото говореа дека тоа е политички оркестрирано и организирано. Мене како градоначалник, бивши на општина Кисела Вода, ми одговараше состојба во предизборија да бидам во каква што бев, да на секој буквално ќош, на секоја позиција каде што има микролокација да има тони и тони отпад, не ми одговараше. Што значи дека нешто друго било во позадина, односно нефункционалност на цел систем кој што не само што не функционирал, туку бил ограбуван со години наназад. Паралелно тече и ревизијата на комунална. Таа треба да покаже што се случувало внатре и зошто касата на предпријатието било оставена празна. Ѓорѓиевски признава дека состојбата и сега е далеку од идеална, но вели дека се прават максимални напори за подобрување. Од затекнати 16, сега имало 50 на функционални камиони, а следната година ќе се обезбедат уште 30 нови. Инаку за подобро собирање на ѓубрето, од минатиот месец е во сила забрана за фрлање отпад во контејнерите, од 22 часот навечер до 6 наутро. Мартин Арсов, Сител телевизија. Поради отсуство на еден од членовите на Советот, одложен изборот за веде јавен обвинител. Изборот ќе биде спроведен следната недела. Веде обвинителот, кој треба да биде именуван по оставката на Коцевски, ќе може да извршува функцијата најдолго 6 месеци, односно до изборот на нов државен јавен обвинител. Советот на јавни обвинители го одложи изборот на веде јавен обвинител. Заради отсуство на Јелена Догазанска Колева наместо денеска, изборот на привремен државен јавен обвинител Советот ќе го прави во понеделник. Предлогот дојде од обвинителот Ермон Незири. Дали евентуално би можело да се одложи ден-два, за да дојде колечката, да може Советот барем кога китле за состав, да може секој член да се го каже ставот. Да се работи за секој случај сериозно во ова сериозен момент. Добро би било ние како членови на овој совет да имаме, односно, своје видување на кандидатот што би бил предложен за таа позиција. Изборот на веде државен јавен обвинител доаѓа по оставката на Љупчо Коцевски, за кого владата бараше негово разрешување. За функцијата веде ќе биде предложен еден од 9 теми на обвинители во Републичкото јавно обвинителство, но на таа позиција може да остане најмногу 6 месеци. За избор пак на нов државен обвинител со 6 годишен мандат, постапката треба да ја иницира владата. Оттаму велат дека штом побараат од собранието да го објави огласот за наследник на Коцевски, јавноста ќе ја информираат веднаш. Право да се пријават на огласот имаат обвинители или судии и кривичари со најмалку 10 годишен стаж. Секој од нив ќе биде оценет од Советот на јавни обвинители, кој потоа ја информира владата. Таа одлучува кој од позитивно оценетите кандидати ќе го предложи на собранието за нов републички јавен обвинител. За негов избор е потребен глас од 61 пратеник. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Шилегов побара оставка од Филипче. Тој го обвини дека одработува за ВМРО ДПМН под уцена за приватни проблеми и долгови. Оставки поднесоа двајца председатели на општинските организации на СДСМ. Скопје повторно е вице шампион по загаден воздух во Европа. Струмица и Кичево се под посебни мерки поради алармантното ниво на PM10 честички. Петар Шилегов преку социјалните мрежи побара оставка од Филипче, оценувајќи дека изборот на новото раководство во СДСМ е само убиство со умисла. Филипче му возврати, обвинувајќи го дека одработува за ВМРО ДПМН под уцена за приватни проблеми и долгови. Во меѓувреме оставки поднесоа двајца председатели на општинските организации на СДСМ во Битола и во Крива Паланка.
се нижат оставки во СДСМ само еден ден откако Филипче го избра новото партиско раководство. Методија Куновски и Сашко Митовски повеќе не се председатели на општинските организации на СДСМ во Битола и Крива Паланка. Двајцата вчера поднале оставки од партиските функции. Митовски, кој е еден од вкупно четворицата градоначалници на СДСМ по последните избори, во телефонски разговор за Сител не сакаше да ја потврди информацијата за, како што вели, да не им наштети на ионака кревките состојби во партијата. Куновски пак, кој оставката ја објави на социјалните мрежи, напиша дека на ваков чекор се решил откако практиките во партијата не биле во согласност со неговите лични принципи и со вредностите на социјалдемократијата. Речи се истовремено на Фејсбук поранишниот скопски градоначалник Шилегов побара оставка од Филипче. Откако иронично напиша дека Филипче извршил самоубиство со умисла, на крајот му порача: или си СДСМ, или си тезгарош. По 50 телефонски повици за само 7 минути, Шилегов напиша нов пост во кој да објасни дека бара негова оставка. Филипче пак му одговори со статус во кој алудира дека Шилегов одработува за ВМРО ДПМН. Јавно да се изнесуваат вакви работи во момент кога ДПМН не напаѓа од сите страни, со цел да го замолчи, нашиот глас на вистината не е случајно. Тие пронајдоа еден од нас, послаб, ги искористија неговите приватни проблеми за долженоста кон одредени лица, а очигледно и уцени, за да го натераат одвнатре од самата партија да внесе немир во нашите редови, напиша Филипче. Фокус пак, повикувајќи се на своји извори, пишува дека поранишните високи функционери на СДСМ Игор Ивановски и Андреј Петров покренуваат иницијатива за кадровски смени во СДСМ, со која исто така бараат поддршка за тие да раководат со партијата. ВМРО ДПМН и денеска ги искористи оставките за да порача дека бродот на СДСМ тоне. По толку помпезното најавување од страна на Филипче за реформи во СДС, тој го тргна Зоран и го стави Заев на неговото место. Наместо свеж, чист и нов кадар, тој ги врати старите истрошени кадри од времето на Заев и Ковачевски. Оставки од Филипче се бараат на секој чекор, а тој гордо ги продолжува да ги исполнува задачите кои му ги дава Зоран Заев. Реформите во СДС ќе дојдат само со формална оставка на Филипче и председателот во сенка Зоран Заев. Од СДСМ им возвратија дека прават неуспешни обиди да прикажат внатре партиско уривање во паника дека опозицијата секојдневно ги објавува нивните криминали. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. За случувањето во СДСМ, колегата Марија Николовски во тема на денот разговара со новата подпредседателка Јована Тренчевска. Добро вечер, Јована Тренчевска, подпредседател, нов подпредседател на СДСМ. Дали новото лице на СДСМ е ново или, како што вели власта, стари потрошени кадри? Добро вечер и благодарам на поканата. Ако ја слушате власта и во 2014 и сега, истото го вели, дека тоа не се нови луѓе, дека се стари луѓе, меѓутоа навистина новото раководство, заедно двајцата подпредседатели заедно со извршниот одбор се спои на искуство, на младост, на мудрост и на ентузијазм. И тоа е таа карактеристика која што ќе даде резултати во наредниот период, затоа што и младоста со искуството се споени, имаме нови луѓе, нова енергија, така да најбитно од се тоа се луѓе кои што цврсто веруваат во социјалдемократските вредности и сметам дека и сето тоа ќе биде проткаено во програмите и политиките идни на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Во извршниот одбор има лица кои што за јавноста не се познати, тоа се претпоставувам помлади луѓе. Од кој степен доаѓаат од партијата, па активно биле вклучени претходно или тоа се сосема нови политички лица? Активно биле вклучени во општинските организации, во различните комисии, партиските комисии, секој во својата област. Тоа се млади, меѓутоа искусни луѓе, докажани во своите професии, така да и тој спој на различни профили ќе биде отсликано и во програмата која што ќе ги допира сите области во општественото живење. На што ќе се фокусира сега ова ново раководство? Најнапред не очекува конгрес во јануари на 24 јануари 2026 година и после тоа по завршувањето на конгресот започнуваме со
избор на нови раководства во општинските организации, не во сите, меѓутоа онаму каде што има потреба за промена, за внесување на нова енергија, на свежина во општинските, во председателствата и извршните одбори на општинските организации на СДСМ, нови луѓе во дополнително нови луѓе во комисиите партиски, формирање на нови експертски и советодавни тела во партијата, понатаму градење на партнерства со граѓанските организации, со невладините организации, градење на партнерства со младите и со студентите и секако нови амбасадори кои што ќе ги промовираат политиките и ќе градат партнерства со нашите меѓународни пријатели и со сестринските партии. СДСМ заменик председател, тоа на конгрес ќе се бира? Заменик председателот се бира на конгрес. И затоа на конгресот ќе се дали ќе се најнапред треба да се потврди оставката на заменик председателката и дали ќе остане или ќе се избере нов заменик. Да. Ке разговараме во текот Има до сега разговори на последниот централен, разговаравте на таа тема или не? Јас сум на последниот централен не, затоа што централниот не ја констатира оставката на заменик председателката. Тоа го прави конгресот, а днес 2 дена сум дел од раководството, така да се уште председателот ни е во Брисел. Не сме разговарале за тоа околу конгресот и за сите оние други решенија. Има се 2 дена помина од Централниот одбор и она што прво се судрива, тоа се со самите себе, да речеме, функционери, поранешни функционери, дел од општински организации, председатели кои поднесоа оставки. Вашиот одговор на тој отпор, во која насока денес имаше некој одговор од Филипче во поглед на Шилегов, но конкретно стравувате ли дека тој отпор може да продолжи во поголем бран? Сепак има одредени луѓе кои што јавно не коментираат, но неофицијално имаат доста критички однос кон самата партија и кон самото раководство, односно сметаат дека проблемот е во лидерот, а не во шминката на останатите луѓе во партијата. Видете, дел од председателите кои што си поднесоа оставка ја најавуваа оставката и пред локалните избори, меѓутоа заради локалните избори го пролонгира поднесувањето на оставката. Дел затоа што има по статут имаме деакумулација на функции, така да не се поднесени оставки заради некаква разочараност од новото раководство или од председателот. Јас сум член 30 години во партијата, сум тргнала од најниската, од базата, од местните организации, општинската организација, па понатаму сум ја градела таа политичка кариера. И секогаш кога имам некакво незадоволство од одредена одлука на раководството, сум ја дискутирала низ системот во партијата. Дали не секој сум била дел од централната, да кажем, од централниот одбор или од раководството. Многу години се градев долу во базата, во општинската организација. И има многу механизми како незадоволството или неосогласеноста со одредени политики да се дебатира во самата партија. Станува збор за внатрешно партиски предизвици. И штом се внатрешно партиски предизвици, треба да се решаваат внатре во партијата, не на најмалку на социјалните мрежи, затоа што се наоѓаме во еден период каде што власта секојдневно ја навредува опозицијата, носи декларации, резолуции во собранието со кои што сака да ја замолчи опозицијата, се користи со дезинформации. Имаме една власт која што од немање на резултати од својата работа е насочена исклучиво кон опозицијата. Меѓутоа, и во такви моменти,
А од друга страна, имаме една сериозна кампања во која што разобличуваме криминал, корупција, различни семејно-партиски тендерски мрежи. И во тој момент, како партија, како членство, не зборувам раководство, зборувам како членство, треба да сме обединети и да ја покажеме нашата лојалност кон партијата. А вие се соочувате со критики и отпори. Затоа велам дека можеби не... Затоа велам дека местото не е на социјалните мрежи. Местото секој еден член. Ама можеби станува збор за различни концепти во кој правец се движи СДСМ, да речеме. Треба да се разговара во партијата за тоа. Убаво е да имаме дебата. Убаво е да имаш различни мислења и на крајот Централниот одбор или конференцијата да ја донесе одлуката. Ама мислам дека она реакција кон Шилегов беше у насока дека малте не одработува за власта со неговите критики. Реакцијата не посочуваше ниту едно име. Добро. Реакцијата беше коректна во делот на и токму тоа. И во реакцијата се повторно се повикуваше на единство. Единство во овие моменти кога од сите напади, од сите страни е нападната Социјалдемократскиот сојуз како опозиција. Мислите дека ќе постигнете единство? Верувам дека ќе успееме да постигнеме единство, да заврши конгресот, да се доекипираме, да започнеме низ општинските организации и да ја вратиме социјалдемократската матрица внатре во партијата, во политиките вкаена, да станеме блиски со граѓаните како што бевме со години блиски, да ја вратиме довербата на граѓаните во Социјалдемократскиот сојуз. Верувам дека во тој процес ќе се обединиме и ќе покажеме лојалност пред се кон партијата, меѓутоа и лојалност кон државата. Например, сега имате една ситуација која е поврзана со она што го спомнавте претходно со резолуцијата на власта во парламентот, но таа е мотивирана од една друга кампања која тера опозицијата, а тоа е антимигрантската политика на она што се случува изминатиот период. И сега прво што попаѓа на памет, да речеме, и вас како човек кој што е познат како либерален и СДСМ како либерална партија, некако не ви личи, мислам, како да не ви личи таквата кампања на антимигрантска, повеќе заликувате на Фидес, на Орбан, отколку да речеме на една социјалдемократска германска партија или некоја европска социјалдемократска левичарска партија. Видете, тоа е погрешна перцепција на кажување на вестината. Кампања не е кампања, напротив е кажување на вестината за штетноста на тој дел од договорот со стратешкиот договор со Велика Британија за безбедноста на државата. Да расчистиме едно. Социјалдемократскиот сојуз како партија која почива на вредности на социјалдемократијата, на единство, солидарност, праведност, не е против мигрантите. Направиме дистинција помеѓу мигранти и луѓе кои побарале азил во одредена европска држава или во Велика Британија и не го добиле азилот од X причини и треба да бидат донесени во Република Македонија без безбедносни проверки. Ако биле добри, зошто не останале во Велика Британија, не им дале азил? Барањето за азил им е одбиено. Вие сте како партија сте прилично сигурни дека тој дел од договорот постои, ако власта демантира. Со што демантира? Па демантира дека воопшто станува збор за таков дел. Каков демант видовме од власта за мигранти? Со резолуција во парламентот. Со каква резолуција? Каде во резолуцијата е спомната договорот со Велика Британија? Па резолуцијата е само за осуда на опозицијата. Резолуцијата искрено, како пратеничка, срам ми е да го да ми даде мене некој од партија да потпишам ваков документ, нема да потпишам.
во храмот на демократијата, во собранието, да се носи резолуција со која се осудува опозицијата или едноставно кажано сака да се замолчи, за да не ги кажува сите негативности на власта, се она што власта го крие, па тоа е целта на опозицијата. Да напуштите седниците и да се жалите во Брисел, место во парламентот да се спротивставите. Да што да се спротивставиме во парламентот? На резолуција која што не е местото во парламентот, која што е противуставна. Резолуција која што вели опозицијата да седи лево на столчињата и да молчи. Јас не разбирам власта. Секоја власт сака јака опозиција. Ете, зајакнуваме. И не им одговара затоа што им ги кажуваме криминалите кои што ги прават, затоа што кажуваме дека овој договор е штетен, дека ќе бидеме во ситуација да ни донесат луѓе кои што нема да ги поминат безбедносните проценки, па зошто не останале таму. И на сето тоа, нашата резолуција, предлог резолуција, беше далеку од тоа што ДПМН знам и Влен го доставија во собранието. Целта на нашата резолуција беше да биде потпишана од сите партии. И затоа предлогот беше објавен јавно до сите политички партии да може да дадат своји коментари и сите заедно како пратеници во собранието, зад кои стои политички партии, ја донесеме таа резолуција. Што уште има во папката на... Инаку да се разбереме, СДСМ не е против мигранти. То така изгледа во јавноста. Ама, не. Некој така сака да изгледа во јавност. Некој намерно тоа го бутка во јавноста, за да излезе дека СДСМ е против мигранти. Што уште има во папката на СДСМ за корупциите на власта? Ки излегуваат секојдневно на платформата ни пристигаат секој ден нови документи за коруптивни скандали, за семено партиски, тендерски мрежи и преку пресконференциите ќе ја запознаваме јавност. Таа кампања повеќе ќе ви помогне вас како партија или ќе помогне во борбата против корупција во државата, да речеме ваше лично мислење? Видете, пред се треба да е интересот на државата, после е интересот на партијата. И ова кампања или ова објавување на сите криминали и корупцијата ќе помогне на државата и ќе помогне во борбата против корупцијата. Секако со независно судство, како што работи власта со последните чекори, се сака само независно судство. И пред крај во собрание денеска во јавност има информација дека односно се доставени измени на кривичниот законник од страна на власта. Иако требаше да се усвои нов кривичен законник, кој предпоставам не бе готов од поодамна. Кој е вашиот став во поглед сега на овие измени? Ќе ги поддржите или нема да ги поддржите? Вчера ги добивме, ги разгледуваме секој поединечно и во комисијата, што ние правната комисија во партија, и ние како пратеници ќе седаме на координација. Искрено има некои измени, меѓутоа не е вратена старата одредба како што беше. А вие сакате да се врати? Па, ако сме критикувани, ако Уставниот суд и го поништи сето тоа, треба да се врати. Зашто ја бришете? Цело време, па за тоа сме сега опозиција. Така? Да, има логика, точно така. И ако цело време во кампањата ДПМН зборуваа дека ќе го вратат истото решение, веднаш после изборната победа, година и пол не го вратија, еве денес, вчера стаса, видоизменета. Меѓутоа, откако ќе го изградиме ставот внатре во партијата, секако и преку собранијската говорница во комисиите на седница, пленарна седница и преку соопштение во јавноста ќе биде познат ставот на СДСМ. И секако, ако имаме амандмани, ќе бидат познати на јавноста и амандманите. Благодарам за гостин. Благодарам. Дали власта ја поправа грешката на СДСМ со брзото застарување на кривичните дела поврзани со јавните набавки и злоупотребата на службената положба? Ќе даде ли сегашната опозиција поддршка? Повестите во 21.
Скопје повторно е вице-шампион по загаден воздух во Европа. Градските власти како помош најавија препораки за граѓаните. Струмица и Кичево пак се под посебни мерки поради алармантното ниво на PM10 честички. Струмичани и кичевчани се гушат. Скопје во трка со Сараево кој да биде најзагаден град во Европа. Аерозагадувањето руши рекорди, а Струмица и Кичево од денеска се под посебни мерки за заштита на населението. Бидејќи 2 дена поред е надминат прагот на штетни честички во воздухот и тоа неколку пати над дозволеното. Министерството за животна средина со препорака до работодавците да ги ослободат од работни обврски бремените жени постарите од 60 години и лицата со хронични болести. Реорганизација на работното време на отворено и да нема спортски манифестации. Исто така забрануваат палење оган на отворен простор и засилени контроли на инспекциите. Штетните PM10 честички се опасност и за жителите во Куманово, Тетово, Битола. Од Институтот за јавно здравје не добивме конкретен одговор за заштита при вакви алармантни состојби. Јавното здравје е широк поем, нели? И во однос на препораки секако дека ќе дадеме, но од друга страна мора некој нас да не информира официјално кој е степенот. Прво, дали постои и во колкав степен врз основа на тоа ние да дадеме препораки. И краткорочни и долгорочни мерки, но да не бидат декларативни како порано, туку реално да помогнат во решавање на проблемот со аерозагадувањето. Е ставот на скопскиот градоначалник. Освен она што го правиме тековно, а е поврзано со редовни инспекциски служби, да Скопје се покрие со гасни централи. И тоа е работа која што исто така не може преку ноќ да се направи, но дека работиме на тоа работиме. Алтернативни горива за загревање на домаќинствата и она што треба наредната година е да го добиеме како поддршка од страна на владата, нови електрични автобуси. Лекарите постојано алармираат колку загадениот воздух е штетен за здравјето, но и за бројните смртни случаи како последица на аерозагадувањето. Сања Димитровска, Сител телевизија. 4000 смртни случаи годишно како последица на пушењето цигари бележат здравствените власти. Просечен пушач за една година, како што информираше директорот на Фондот за здравствено осигурување, троши повеќе пари за цигари отколку за здравствено осигурување. Просечен пушач за една година троши повеќе пари за цигари отколку за здравствено осигурување. Државата за истиот временски период брои 4000 смртни случаи од пушењето во услови кога речиси секој втор македонец е пушач. Овие алармантни податоци ја вжешти расправата во собранието, каде здравствената фела побара итни и построги мерки за заштита на младите од никотинската зависност. Дали вие сакате ако вашата жена пуши да има 52% поголем ризик да има мртво родено дете? Сигурно не. Дали сакате да има ризик 53% да го роди предвремено вашето дете? Сигурно не. Просечен пушач македонски издвоја повеќе за цигари отколку за здравствено осигурување. Вејпот и електронските цигари со различни вкусови стануваат се поголем тренд кај младите. Да се забрани нивното рекламирање на социјалните мрежи, побара Беким Сали. Упати и остра порака, законите за пушење ригорозно да се спроведуваат, но и да се пишуваат поголеми казни за прекршителите. Предлагам прекин на секоја форма на рекламирање за децата и реклами во дигиталните медиуми. По 2, законите за пушење треба ригорозно да се спроведат од сите соодветни институции. Пушењето во 2010 година во угостителските објекти беше целосно забрането и внатре и на терасите, но во 2017 година претениците го променија законот поради жестоките реакции на угостителите дека забраната им наштетува на бизнисот, пошто се дозволи пушење на терасите на кафулињата и рестораните. Габриела Лескова, Сител телевизија. Перници, постелнина, торби. Ова е само дел од производите на 4 осуденички од отвореното и 5 од затвореното оделение во затворот Идризово, кои шијат и везат во текстилната работилница во затворот. Изборот за тоа кои затворенички можат да се вклучат во работилницата го прави управата за извршување санкции, а на првиот повик се пријавиле 25 од вкупно 87 жени осуденички. Работилницата, чие мото е "Веземе надеж, шиеме промени", има големи планови за следната година. Во Идризово беше колегата Даниел Василев.
Ресоциализација преку работа и учење занает. 4 осуденички од отвореното и 5 од затвореното одделение во затворот Идризово шијат и везат во текстилната работилница во кругот на казнено-поправната установа. Перници, постелнини, торби. Ова се само дел од работите кои се производ на нивниот труд. Задача за тоа што треба да се направи добиваат од модната креаторка Ирина Тошева, но идејата и дизајнот ги прават сами. Работат како и сите работници 8 часа дневно. Ние започнавме со конкретно дека во шивалната, негдека во март месец. Претходно работевме, имавме работилница во женското одделение, каде што везевме и изработувавме везови, каде што научивме поточно да работиме, пошто јас немам претходно работено. Изборот за тоа кои затворенички можат да се вклучат во работилницата го прави управата за извршување санкции. На првиот повик се пријавиле 25 од вкупно 87 жени осуденички. Дел од нив беа пријавени затоа што сакаа си го пополнат своето време, но дел па и се пронајдоа во оваа работа. Ги посети председателката на државата. Разговараше со осуденичките и вклучените во оваа иницијатива, а иницираше и соработка со нив преку кабинетот. Тие ја споделија својата приказна, но и детали за се што работат. Брендирани сме, имаме двојазични, значи имаме и англиски етикети за продажба во странство. Производите главно се продаваат на организирани базари. Последниот базар заработивме 32.000 динари. Половина отидоа кај нив, половина се користат за материјали кои ни се тука потребни во моментот. Откако купи неколку производи, Силјановска Давкова рече дека потребни се измени во законот за помилување. Измени кои ќе го вреднуваат процесот на ресоциализација. Треба да се абстрахира од казната и да го евалуира или да го вреднува процесот на престој во затворите кај луѓето. Да има можност или да има обврска комисијата за помилување да доаѓа во затворите за да разговара со луѓето кои што поднеле барања. Колку затвореници се во процес на ресоциализација ширум државата, директорот на управата за извршување санкции не открива, но вели работите се мрднати од мртва точка. Ние претходно како затворски систем едно јајце не произведувавме, што е едноставна работа, треба да се направат кокошарници, да се купат кокошки, да се ранат. Сега тоа е сменето во немал дел од затворите, веќе тоа е придвижена работа. Од следната година најавува изградба на повеќе работилници ширум затворите. Работилницата, чие мото е "Веземе, наде, шиеме, промени", има големи планови за следната година. Да имаме онлайн продавница, да почнеме да ја шириме уште повеќе палетата на производи, а и да нудиме и шивачки услуги на болници, ресторани, кафичи. Даниел Василев, Сител телевизија.